competition paying agencies in the member states also, and as with all the EU assistance funds, I do believe that there are many. Почитувана господја Вирве Вимпари, почитувана екселенција, амбасадор на Република Словенија, господин Милан Јазбец, почитуван господин Андрин Ван Менс од амбасадата на Кралството Холандија, почитуван директор на платежната агенција на Република Словенија Бенедикт Јоранко, почитуван директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој господин Никол Чебавовски, почитувани представници на медиуми, почитувани присутни. Ми представува особено чест и задоволство да присуствувам на денешното официјално затварање на твининг проектот по натамошно зајакнување на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020 година. Проект кој што е финансиран од инструментот за предпристапна помош на Европската унија. Денеска заеднички тука ќе ги споделиме резултатите од овој проект, кој што е од исклучителна важност за развој на македонското земјоделство. За почеток би сакал да го образложам хронолошкиот тек на овој проект. Твининг проектот финансиран од Националната програма ИПА 2011 година се спроведуваше во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а твининг партнери беа Агенцијата за предприемаштво на Холандија, Агенцијата за земјоделски регистри и информации на Естонија, Земјоделскиот истражувачки центар на Естонија и Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој на Република Словенија. Овој твининг проект е во вредност од 1,5 милион евра. Неговата цел беше да придонесе кон поефикасна реализација на ИПАРД 2 програмата, како и поголемо искористување на финансиските средства од ИПАРД програмата. Но основната цел на проектот беше и да се даде поддршка на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во процесот на реакредитација на постоечките мерки, односно на мерките. Инвестиции на физички имот на земјоделски стопанства, инвестиции на физички имот за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи, диверзификација на фарми и развој на бизнисот, како и мерката техничка помош. Но покрај поддршката за овие мерки, Твининг помогна и за подготовка на акредитацијските пакети за мерките, спроведување на стратегии за локален развој, лидер пристапот, инвестиции во руралната инфраструктура и поддршка за советодавни услуги кои ќе треба да се акредитираат во периодот што следи. Исто така, Твининг проектот придонесе за зајакнување на административните капацитети на агенцијата, како и во поддршка во програмирањето и спроведувањето на новите мерки. ИПАРД 2 програмата е усвоена од страна на Европската комисија на почетокот на 2015 година, во рамки на која се алоцирани околу 60 милиони евра за поддршка на инвестициски проекти во земјоделството, прехранбената индустрија и руралната економија. Покрај зголемениот опфат на корисници, во ИПАРД 2 програмата се уведени и нови сектори или конкретно се поддржуваат инвестиции за достигнување на меѓународно признатите стандарди кои ќе придонесат за зголемување на конкурентноста на македонското земјоделство на европските меѓународни пазари, а со тоа и подобрување на квалитетот на животот во руралните средини. Искористувањето на средствата од ИПАРД програмата е највисок приоритет на владата на Република Македонија и веќе се преземени соодветни мерки за зголемена апсорбција на ИПАРД 2 средствата, како што е воспоставувањето на гарантен фонд кој ќе им помогне на корисниците за предфинансирање на самите инвестиции. Воедно интензивно се работи и се ангажираат меѓународни експерти за подигнување на ефикасноста на советодавните услуги и капацитетите на платежната агенција. Исто така изготвен акционен план за зајакнување на административните капацитети и зголемување на јавната свест за придобивките од ИПАРД мерките. Почитувани, Македонија има голем природен потенцијал за квалитетно и конкурентно земјоделско производство, но за комплетно искористување на сите потенцијали и за поголеми ефекти од особена важност е едукацијата на земјоделците за значењето на мерките од ИПАРД програмата. Мерки кои ќе помогнат во доближувањето на македонското до европското земјоделство и во создавањето на конкурентни производи со висока, односно повисока додадена вредност. Во името на владата на Република Македонија изразувам огромна благодарност до Европската унија што ја овозможи реализацијата на овој твининг проект во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, кој ќе придонесе кон зголемување на апсорбцијските капацитети на институциите корисници, а со тоа и успешно искористување на финансиските средства од ИПАРД програмата. Благодарам на вниманието.